Владата се пофали со новата електронска платформа Отворени финансии за увид во трошењето на народните пари, но на оваа листа ги нема најзадолжените, општините и јавните предпријатија. Односно ги има трансферите од централниот буџет, но не и исплатите за купување на луксузни возила, мебел и други непродуктивни трошоци. Токму овие ставки беа најспорни за јавноста, особено изминатава пролет, кога градоначалникот на Струга набави Ауди А6 вредно 67.000 евра за сопствени потреби. Од владата тврдат дека исплатите на општините кон приватни фирми и граѓани ќе бидат офатени во втората фаза, но признаваат дека тоа ќе биде долг процес. Прво се работи за законска обврска, но не е доволно законот, треба да има и волја, која што биде потврдена од советите на општините, да ЗЕЛС иницира на вистина час поскоро општините да се приклучат на целата оваа платформа. Затоа што централната власт е една работа и сите буџетски корисници, а општините се посебна власт, но имаме и поврзаност. Токму општините добија 50 милиони евра за да ги покријат старите долгови, потек што најде на осуда од јавноста. Од Министерството за финансии велат 98% од општините веќе ги потрошиле парите кои ги добија со ланскиот ребаланс на буџетот. Платформата засега содржи 12,5 милиони трансакции, а листата треба да се надополнува на секои 2 недели. Ги содржи трансакциите на владата, министерствата, фондовите, агенциите, судовите, обвинителствата. Опозицијата ја нарече платформата квази проект за лажење на граѓаните. Заев и Ангеловска мора да одговорат каде се потрошени околу 700 милиони евра, пари за кои е зголемен јавниот долг откако Заев е на власт. За околу 700 милиони евра е зголемен јавниот долг, а не гледаме ниту километар од ветените 600 километри нов автопат, 550 километри нови магистрални патишта или 1100 километри нови локални патишта. На платформата може да се види дека државата очекувано одвоила најмногу пари за пензии преку државниот пензиски фонд. Втор најголем плаќач било Министерството за труд. На трето место е Фондот за здравство, кој до октомври исплатил над 22 милиони евра за здравствени услуги на граѓаните. Најголем поединечен примач на пари од буџетот е Македонската радиотелевизија, која добила 2,4 милиони евра. Јавниот сервис по укинувањето на радиодифузната такса веќе неколку години се финансира директно од државниот буџет.